почна од моментот кога бев еден просечен работник во една фирма, кога работев и изнимав за ден пари околу 200 евра, така. После тоа се растори фирмата и јас решив да отворам приватна фирма, отворив фирма за електроматеријали и многу брзо се стекнав со пријатели и многу брзо направив еден одреден капитал. За да доам до тоа што го имам на план, значи јас земав и 50 од еден пријател ми даде, така да ми тргна многу фин. Направив многу пари, големи пари, да речеме 400-500. И почнав да хазардески, почнав да играм помаш. Сакам да кажам дека не секогаш парите се добри. Има една поговорка, паре кваре човека или горе се пува човекот, така тој случај се деси кај мене. И кога веќе нема каде, кога мислев дека нема излез, еден мој пријател од Бутел бездомник, беше тогаш, јас нема ни намера такво нешто, него само талкав по улиците и не знам што да правам кога нема пари, тој беше па оди во Црвениот крст, таму има луѓе кои можеби ќе ти помогнат. Срам, не срам, викам, ајде ќе одам. Отидов во Црвениот крст, бев примен од почитуваната Лазаревска Драгана. Добро, не е проблем. Нормално оние процедури као си што си работел, како си дошол, кажав оно што имав да кажам. Иначе нема проблем. За чудо, пунктот е отворен секое време за бездомници како мене, кој не има многу повеќе, отколку што ги гледаме реално. Има ниво околу 150 луѓе, меѓутоа се многу повеќе. Се трама да дојдат. Нека дојдат и нека видат, значи ќе им се помогне. Кога дојдов, јас сега чувствував, сум бездомник, али и во пунктот, јас се чувствувам како да не сум бездомник. Зашто? Затоа што мене многу ми излегува пресред, значи дојдов до еден сертификат, јас имам поструга со машина бравар, трговец, а сега овдека се стекнав и за диплома сертификат за фризер. Значи јас моментално во пунктот за бездомници се грижам за изгледот на лицата кои доаѓаат, кои користат услугите, исто како јас. Во повеќе наврати Црвениот крст е главен видовник за она што сум јас сега. Значи бев на дното, односно претходно бев на врвот, па паднав на дното и сега полека имам, али јас сум таков човек што имам една харизма. И јас сакам да бидам чисто пример за луѓе кои што се како мене, да почнат да работат нешто, значи нека не се срамат од работа, само тоа да биде поштено. Иначе коцката го уништува човекот. Првин треба индивидуално да се ангажира, значи да имаат елан за било што, за било каква работа. Значи јас никогаш не се срамам ништо, дури моето хоби јас знам некој пат да го јас сум музичар.